Добро утро и од мене во Слободен печат. 1 јуни се полагаше првиот дел од матурскиот испит за учебната 2023-2024 година. Се формирала Вибер група, излегоа информации дека се препишувало, дали ќе има казни, какви ќе бидат резултатите, за кого ќе биде поништен испитот утрово од првиот човек на Државниот испитен центар. Одговори побаравме од Билјана Михајловска. Добро утро. Директорке, добро утро. Ви благодарам што ја прифативте поканата од Слободен печат. Благодарам за поканата. Од прво лице еднина, еве да ни објасните што се случуваше на 1 јуни. Оно што го знае јавноста е дека е формирана Вибер група, дека дел од учениците препишувале, какви ќе бидат казните и кои се вашите сознанија. На почетокот пред разговоров видовме и една анкета, ама ајде со ред. Најпрво одговор на дел од прашањата, потоа и коментари за анкетата, ваш личен коментар и ваше видување. Па, на 1 јуни се случуваше оно што се случува 15 години назад, значи еден процес кој што е многу сложен и кој што инволвира многу илјадници луѓе и возрастни ученици и е многу важен за нашиот образовен систем и за учениците. И мене ми е жал што целата таа сето тоа што се случува во текот на матурските испити и колку е тоа важно за матурантите како заокружување на нивното средно образование и како услов за влез во високото образование, практично се анулира со исклучиво со дискусијата за тоа колку мина препишувале, во колку училиште се препишува. Се сведува на тоа. Забораваме дека нели од тие 15.000 ученици најголемиот дел всушност поминале еден процес што е многу важен во нивниот живот. Значи седнале, полагале испит кој што знаат дека има големо значење и со какви што испити ќе се сретнат понатаму во високото образование. Така што мислам дека е жално малку што еве само на тоа е насочено вниманието, но таква е ситуацијата. Некои од учениците препишувале, некои од учениците не го испочитувале правилото да не користат мобилни телефони, но не го испочитувале правилото ни возрастните кои што требало да им предочат дека не треба да го прават тоа или доколку забележале ако се користи телефонот, да им го одземат телефонот, да ги отстранат од испитот, бидејќи тоа се правилата што се уредени со правилници, дека тестаторот, ученикот мора да го остави телефонот надвор од испитот, на влез, а дека ако влезе на испит, извади телефон, тогаш тестаторот е должен да го отстрани од испитот. Значи, тука правилата не ги почитувале ниту учениците, ниту оние тестатори каде што имало такви ученици. Со среќа, не се многу. Новитети од вчера. Формирана е комисија која што треба да ги собере приговорите. Меѓутоа, за прв пат годинава формирани се и други комисии. Која е, ајде еве да не образложувам јас, вие објаснете кој е новитетот сега и како ќе тече понатаму оценувањето на тестовите? Оценувачите со целата хиерархија што имаат во оценувањето, оценувач, лидер на група оценувачи и главен оценувач, и претходно функционира како екипа која што го констатира преписот, значи го врши целиот процес на оценувањето, па ако има препис. Со тоа што оваа година е новина што во правилникот што беше донесен во март, има измена во делот кој што се однесува на препишувањето, односно претходно можеше да се стави само 0 поени на таа задача која што е препишувана, а сега е мерката дека ако се утврди препишување, испитот треба да биде поништен, односно ученикот не го положил испитот. Комисијата за констатирање на неправилности и изрекување мерки постои од секогаш, од кога постои матурата, со тоа што претходно се занимаваше само со оној дел кој што се однесува на констатирани неправилности, односно ученик кој што е отстранет од испит, па треба да го констатира тоа. Во правилникот стои дека предлогот за поништување на испитот го даваат оценувачите,
кои што ги оцениле тестовите. Со оглед на тоа што сепак е тоа и индивидуална и тимска работа на оценувачите во различна фаза. Освен оценувачите што ќе констатираат и ќе дадат предлог за поништување, ние ќе имаме и помеѓу уште еден филтер, значи уште една комисија која што е на ниво на секој од наставните предмети, кои што се во матурата, која што ќе го потврди предлогот на оценувачот и тоа ќе стигне до комисијата за изрекување мерки. Значи ќе имаме сега по правилникот себе стои дека го предлага тоа оценувачот, практично го засилуваме системот на проверка, да не ни се случи да се донесе одлука дека некој тест треба да се поништи, а не треба да се поништи, така што правиме филтер практично. Филтер да бидеме сигурни и да имаме обезбедено докази дека станува збор за препишување. Така. Од оно што го дискутиравме во минатото интервју, правилникот налага да секој ученик носи само пенкало, вода и тест. Овде излезе, ајде пак да се вратиме на препишувањево, дека многу голем дел од учениците носеле двојни па и тројни мобилни телефони. Има ли казни за тестаторите и за директорите кои што го организираа практично матурскиот испит или законот нема таква можност? Останува да се казнети само припишувачите и диц, нели, доколку се пробие тестот, меѓутоа овде немаше таква можност. Значи, практично, најдебелиот крај го извлекуваат учениците. Знаете, како, секој носи одговорност за оно што го прави. Да, меѓутоа зборуваме за законска казна, дали постои? Тоа што нема одговорност за одредени луѓе законски дефинирана, јас барем такво нешто не знам. Мислам дека би требало да знам како прв човек на институцијата секако. Значи, тоа што за некои луѓе нема одговорност во процесот, не значи дека се намалува одговорноста на оние за кои што има одговорност. Значи, ако ДИЦ знае дека тестаторите нема да си ја завршат работата или учениците ќе препишуваат, тоа не му дава за право на било кој вработен во ДИЦ да не ја сработи работата. Значи, во ред, во законот се дефинирани начините на кои што би се казнале дури и луѓето што се инволвирани во правењето на тестовите и како се и со новиот правилник како би биле казнати, па и со претходно правилникот нели за одредени работи, како би биле казнати учениците кои што ги прекршиле правилата. Помеѓу не е регулирано нели кои мерки би се презеле за некој друг чинител во процесот, дали директорот што не го организирал процесот, дали наставниците што не ги информирале учениците, а требало да ги информираат за одредени работи, или тестаторите кои што учествуваат во процесот и треба да го почитуваат тој правилник. Треба да се работи на тоа. Во овој случај, она што ние можеме да го направиме како државен испитен центар е да ги лоцираме сите овие работи и да покренеме иницијатива до надлежните институции кои што ги носат правилниците и законите да направат измени во смисла и на наградување и на казнување на луѓето кои што се инволвирани во процесот. Значи да не изборуваме вечно само за казни, да изборуваме и за награди кои што можеби ќе бидат поголем мотив да се стимул некаков за да се испочитуваат сите овие правила. Во секој случај треба да се работи на ова прашање, бидејќи ние со години го согледуваме тоа. Ако на некого му е мака непочитување на правилата, тогаш тоа е на вработените во државен испитен центар. Во една институција каде што важат строги правила, каде што мора се да се почитува, каде што има строги протоколи и ние тоа го правиме вечно и на крајот нашиот труд се множи со нула, затоа што некој решил да, мислам, не се множи сега, ова звучи вака така малку прегрубо, прегрубо, се намалува трудот и нашиот и на учениците заради тоа што некој нешто направил. Затоа ми е мене мачно што сега сме сконцентрирани на лошите работи. Всушност матурата е еден одличен процес, еден многу важен процес и треба цело време да работиме на негово подобрување. И сите овие работи да ги сметаме за нешто што не треба да се остави на страна, да се среди, меѓутоа во исто време да работиме и на подигање на квалитетот на матурата како матура, не само средување на проблемите. Да, меѓутоа, да се вратиме повторно на анкетата пред почетокот на разговоров, ја слушавме анкетата заедно. Одговорите беа дури зачудувачки. Голем дел од родителите кои што и имаат или се баби, дедовци, матуранти,
го поддржуваат припишувањето. Како би го искоментирале ова ако знаеме дека од дома се подготвени веќе на некој начин, барем психички дека е тоа дозволено на некој начин? Значи, мене ми се многу чудни ваквите коментари. Да, и ги читам, и ги читам и на социјалните мрежи. Што се не чинело, па сега ќе се занимаваме со препишување. Како стигаме до тоа што се нема да чини? Така што од мали нозе децата ќе ги учиме на одредени вредности. Ако ние постојано ги учиме на вредности од типот ако греши другиот, тебе ич не ти е гајле, не почитувај правила, греши и ти, тогаш каде ни отиде општеството? Значи, тие млади луѓе имаат 18 години. Ако сега ги научиме дека треба да бидат честни, дека треба да почитуваат правила, дека треба да почитуваат закони, еден ден тие млади луѓе ќе ја водат оваа држава и ќе почитуваат закони и правила и ќе инсистираат сите други да почитуваат правила. Ако ние велиме, е добро да големото чудо сега препишало на матура, е тоа добро, големото чудо ќе биде утре големото чудо на докторот му умрал пациентот или големото чудо некој злоупотребил финансиски средства, буџетски, значи тоа е лавина. Почнува од на мала возраст и градиме такви личности, такви индивидуи и такво општество. Мислам, навистина звучи како да кажувам некакви флоскули или не знам, ама секој мора да вложи, секој мора да го направи тоа едно мало чекорче кон подобро општество, почнувајќи од себе. Така. Казните за учениците. На крајот тие кои што треба да преполагаат на 8 јуни претпоставувам дека голем дел од тие ученици ќе бидат лоцирани и казнети, меѓутоа им се дава втора шанса во август да ја полагаат матурата. Имаме ли некакви првични сознанија колку ученици се или се уште се прибираат податоци? Рано е малку за ваков податок. Многу е сложен процесот на обработка на податоците, од физичката обработка, приемот на тестовите, па потоа следува процесот на оценување, па потоа обработка електронска на податоците и на крајот. Значи тоа трае. Во целиот процес мора да се знае секој тест каде, значи секој тест се декодира, кодира неколку пати додека се движи меѓу различни инволвирани субјекти во процесот. Практично ден-два пред да ги објавиме резултатите, тоа конечно некои бодови поврзани со некој баркод се поврзуваат со името на ученикот. Дури откако ќе ги имаме сите овие работи и паралелно ќе работат овие комисии, ќе ги собираат податоците, практично на денот кога ќе имаме резултати, ќе ги имаме и овие податоци, нели колку ученици нема да положат затоа што не покажале доволно знаење за позитивна оценка, преодна оценка и колку ученици нема да положат заради тоа што ги прекршиле правилата. Многу е сложен процесот и нема потреба да правим нема потреба, не смееме да прескокнуваме ни еден дел од процесот, за да бидеме целосно сигурни дека се е направено како што треба. Ќе почекаме малку, меѓутоа јас се надевам дека нема да бидат толку. Јас искрено всушност верувам и мислам дека ќе имаме многу помалку од претходните години заради големиот простор и новите правила што ги воведувавме оваа година. Иако има реакции на тоа, еве да не зборам однапред, ама ќе знаеме на 8 јули и ќе ги имаме бројките, бидејќи знаеме колку се препишувало претходните години и на истиот начин годинава ќе констатираме колку. Јас искрено се надевам дека немаме годинава помалку препишувачи има во споредба со другите години. Јас верувам во тоа, не можам да тврдам, затоа што не ги знам податоците. Меѓутоа верувам дека и оваа новина ќе придонесе да се намали бројот на препишувачи. Ова е моето верување, дали ќе докажам јас или Државен испитен центар или Министерството за образование дека сме презеле добра мерка, ќе знаеме на 8 јули кога ќе констатираме колку ученици препишувале или не препишувале и дали тие бројки споредени со претходните години се промениле како резултат на овие мерки што сме ги презеле. Ке се напретам пак на Вибер групата, имаше над 6.500 матуранти, видов дел од преписките, излезе дека во некои скопски гимназии буквално тестаторите им ги одговарале прашањата или едноставно замижувале пред препишувањето.
Прокоментиравме дека немаме законска основа за некаква казна. Сепак Министерството за внатрешни работи предпоставувам дека на крај и обвинителството треба да решат дали има некаква прекршочна или кривична вина на дел од нив. Меѓутоа, еве велите дека помалку препишувале од другите години. Методите се исти. Треба ли да одиме повторно во овој правец, организацијата на матурскиот испит да биде во поголеми простори, мислам стоите позади тоа, бидејќи можноста да. Мислам, иако многумина кои што се инволвирани во процесот мислат дека прво да расчистиме мислењето на учениците се однесува само на оваа ситуација. Значи истите тие ученици не биле лани да полагаат матура, да знаат дали е лани подобро или еднаш полагаат и завршена приказна. Овдека сега може да споредуваат наставниците и ние што работиме во образовните институции. Ние кога велам ние, зборувам за Државниот испитен центар и ова е направено во консултации со државен матурски одбор во кој што членуваат и професори универзитетски и од образовни институции и со Министерството, сметаме дека ова е добар начин. Во некои училишта сметаат дека не е добар начин заради организацијски работи или заради атмосферата. Сега јас верувам дека на детето не му е сеедно, нели сега седнало во голем простор, а претходно било во училница. Ама држави со успешна матура имаат уште по ригорозни мерки каде што сите ученици, матуранти во еден огромен простор од типот на спортски сали или саеми полагаат заедно, каде што се почитуваат истите правила, на крајот на криштата и ние кога сме полагале приемен испит на факултет, каде сме полагале? Во амфитеатар. Во универзална сала. Во универзална сала. Колку ученици се обирало во универзална сала? Над 1000. Така? Значи, како тоа не било стрес пред 20 години да се излезе од училницата во средното училиште, да се појде во универзална сала за да се запишеме на одреден факултет. Јас полагав во амфитеатар што собира 300-400 ученици, така распоредени на одредено растојание. Како мене не би било проблем или вам не би било проблем или на сите овие што велат дека е проблем да се излезе од училница. Па како ќе влезат во амфитеатар на факултет? Так. И за крајве на интервјуто при крај, бидејќи времето ни е ограничено, голем дел од наставниците кои што беа тестатори во меѓусебни, зборувам и по социјални мрежи, оправдуваат дека на некој начин дека би требало да биде дозволено препишувањето или едноставно незаинтересирани биле за спроведување на матурскиот испит, бидејќи не им било дополнително платено. Меѓутоа, тука ДИЦ не е тој кој што одредува дали треба или не треба да се плати. Наводно немале дневници за периодот додека се одржувал испитот. Реагираа наставниците затоа што станува збор за работа во сабота и некои наставници сметаат дека тоа треба да биде платено како прековремена работа. Во законот што не е се уште донесен, стои таков член дека треба да се плаќаат. Мислам дека тоа е прашање што треба да се регулира на друго високо ниво. Значи ние во Државен испитен центар ги плаќаме оние луѓе кои што се избрани на конкурс или оние луѓе кои што се вработени или оние кои што се номинирани од одредена институција за работа која што е регулирана дека се плаќа. Ако некој донесе решение дека треба да се плаќа и дека тоа како организација треба да го спроведе некоја институција или можеби нивното училиште, јас сум за. Директорите имаат начини. Директорите нека во овој случај можат да речеме да изберат да им дадат прековремени часови или да им дадат слободни денови. Неколку дена повеќе или на некој друг начин да ги наградат во оваа ситуација кога нема соодветна регулација. Кога се донесе законот и ако се плаќа, тогаш нели ќе има подзаконски акти каде што тоа ќе биде направено. Но таа е една дневница. Ако имало такви ставови, дека затоа што не е платено и ми е seedно дали ќе препишуваат учениците, мислам тоа звучи апсурдно. Тоа не би смеело да го каже ниту еден педагог. Тие се луѓе кои што работат со млади луѓе, кои што тие се нивни ученици и не може да им е seedно што се случува со нивните ученици, само заради
тоа нас ни е тешко и мене ми е тешко кога нешто не ми е платено, меѓутоа треба да извагам во моментот што е побитно. Поприоритетно, така. И да се борам за оно што ми е битно. Значи да во редо годинава не било средено, ќе се бориме следната година да го направиме тоа како што треба, но тоа не значи дека во меѓувреме ќе кренеме раца и ќе ги оставиме учениците што сакаат нека прават, нека препишуваат. Нема логика. Мислам дека тоа се исто така исклучоци. Да. Затоа што навистина наставниците имаме толку посветени наставници што фантастично работат со учениците 4 години. Нивните ученици постигнуваат високи резултати. Се одлични тестатори, се наши оценувачи. Ваквите издвоени мислења нека не ја уриваат професијата, која што е многу благородна, така што мислам дека... И за крај на интервјуто, во сабота на 8 се полага англиски јазик, тоа е втор дел од државната матура. Една препорака до матурантите и секако до родителите. Треба или не треба да се препишува? Крајот на крештата се сведува околу тоа и околу Вибер групата. Децава голем дел се исплашија, ја напуштија групата, меѓутоа тоа не значи дека нема да се формира нова група. Да, може да формираат нова група, меѓутоа мислам дека веќе им стана вздодавна на сите деновиве со истите изјави дека не се исплати препишувањето. И можеби тоа сега не го гледаат. Денеска се поминати само 3-4 дена од првиот испит, ама ќе поминат тие 30 дена кога ќе ги има резултатите. Не е поентата ако се случила грешка на првиот ден па да ја прават грешката и на вториот ден. Или ако не ја направиле на првиот, да ја направат на вториот. Значи, апелирам до учениците да не ги прекршуваат правилата. Рековме, нема да бидат, како што стојат сега работите, тие тестатори што им дозволуваат да препишуваат нема да бидат казнати, ќе бидат казнати учениците затоа што ги прекршуваат правилата. И не е одговорноста на тестаторот тогаш, што има една одговорност, ама ученикот влегол со мобилен. Апелирам и до родителите. Прво не треба, мислам, сега не можам да им држам лекции на родителите како да ги воспитуваат децата, ама не гледам поента некој родител да му каже на детето земи 2 телефона, еве ти го и мојот телефон, третиот па ако го земат едниот користи го од мојот, или некои други професори да седат во позадина, како што имате и вие сознанија, пишуваат текстови, им ги диктираат на учениците, веројатно се и платени за тоа. Нема логика ништо од тоа. На крајот се ќе се сведе на тоа дека ќе настрадаат Ќе добијат оценката што ја заслужиле. Ако заслужиле да добијат единица, ако заслужиле да добијат единица заради трошење енергија околу целата оваа организација, да се најде некој што ќе им напише текст, ќе им издиктира, да најде толку телефони, сето тоа време нека го потрошат на учење. И тогаш ќе бидат сите среќни, мислам. Така што мојата препорака е сите да ги почитуваат правилата, учениците да си ја завршат работата, бидејќи не треба самите на себе да си прават стрес и проблеми таму каде што ги нема. Директорка Михајловска, ви благодарам за гостувањето во Слободен печат. Вие родители кои што имате матуранти, поработете на свеста и на совеста на вашите деца. Не ги оставајте да препишуваат, земете им ги на некој начин мобилните телефони, бидејќи и заслужена двојка е подобра од препишана петка. Ви благодарам за вниманието и останете со програмата на Слободен печат. Секако следете на веб изданието и очекувајте го издавањето на Весникот. Ви благодарам.